Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи вие и јас имаме право да знаеме вистината, ќе се обидиме вечера во емисијата да спекуваме или вистината во некои 45 до 50 минути, политичка анализа. Ви најавивме политичка анализа и интервју, меѓуто собитијата, случувањата на политичката сцена барат петта поред политичка анализа, бидејќи гледате овој раскол во ВМРО да ПМН. Кога најавивме некаде пред 7 дена, минатиот четврток, не требаше да поминат 2 месеци или 3 месеци после 5 дена, тој раскол или таа теква пукна на 2 дела. Тој конфликт Христијан Мицкоски и Даниела Арсовска, кој мирисаше во воздухот, очигледно не можеше да биде избегнат. И сега ќе гледаме како таму ќе се случуваат разни драматурги, сценарија, перипети и така натаму и така натаму. И тоа ќе биде едно парче или еден дел на нашата вечерашна политичка анализа. Вечерва е 15 септември, помина 20 години. На 15 септември 2002 година победи Бранко Цренковски. Тоа е најголема победа во историјата на Република Македонија. Победувал и Груевски со 480-490 илјади гласови, меѓуто едно да победувате кога ги вадите гласачите за уши или кога сте власт, а второ е така убедливо да победите кога сте опозиција во Република Македонија, бидејќи ВМРО ДПМН никогаш нема победен убедливо кога опозиција. Никола Груевски победи само со 303.000 гласови и успе од 2006, од 2008, 2009 година тие 303.000 да ги зголеми на 480.000 гласови. Во ниту еден политичар се немало доверба како во Бранко Цренковски на 15 септември 2002 година. Тоа беше негова лебедова песна. Му дадоа доверба и поради неговата политичка малодушност ја изневери таа доверба. За 2 години замина на председателската функција. Никогаш подоцна СДСМ не се опорави од тоа бегство на Бранко Цренковски. И Бела Чао, и Ладата, и Отпорот, и се оно што се правеше во Република Македонија, и шарената револуција на Зоран Заев, не успеа СДСМ да го направи толку умилен кај македонската јавност, како СДСМ во времето на Бранко Цренковски. Тоа се 2 или 3 парчиња, следува политичка анализа, 45 минути, останете со нас, нема да зажалите. Знаете, почитувани гледачи, најлошо за еден шеф на опозицијата или еден лидер на опозицијата да биде во опозиција, да ги убедува граѓаните дека само што не дошол на власт, а кога дојде на власт на некои избори 2024 година, ако му се склопат коцките, или на некои избори 2026, или некои избори 2028 година, ако успее да ги преживе овие политички премрежи кои сега му се чуват во времето на ВМРО ДПМН, значи да биде лидер на опозиција, 6-7 пати да најавува предвремени парламентарни избори, никако да не ги добие тие предвремени парламентарни избори, а да победи на локалните избори во Македонија минатата година и да има градоначалник на Скопје. Тоа е најубествена, значи најлоша комбинација за било кој лидер на опозиција. Дали се вика Бранко Цренковски, Никола Груевски, Христијан Мицкоски, да биде шеф на опозицијата, а негов кандидат, независен кандидат или кандидат поддржан на неговата партија, да дојде на чело на градот Скопје. И Бранко Цренковски никогаш не сакаше, значи тоа беше кредо на Бранко Цренковски. Никогаш Бранко Цренковски, кога СДСМ беше во кондиција да победи на избори во Скопје, не кандидираше некој виден член на неговата партија. 1996 година ги изгубија локалните избори во Скопје, меѓутоа не кандидираше никој кој беше член или дел на раководството на СДСМ, го кандидираше хирургот Јовица Угриновски. 2002 година, односно 2000 година, кога СДСМ беше убедливо најсилна, најмокна политичка партија во Република Македонија, не кандидираше никого од СДСМ, го кандидираше коалициониот партнер Ристо Пенов. Никола Груевски 2005 година се одлучи за независниот кандидат Трифон Костовски. После 1 или 2 години, тоа во интервјуто во емисијата во Центар, Трифон Костовски кажа како се разидува со Никола Груевски. Слична сега имаме ситуација помеѓу Христијан Мицкоски и Даниела Арсовска. Знаете, кога ќе направите одредена психолошка анализа на Даниела Арсовска, таа беше 5, 6 или 7 години на чело на Сојузот на стопански комори. Во мандатот колку и да траеше на Даниела Арсовска, ниту еден од раководството на Сојузот на стопански комори се немаше појавено во јавноста. На сите настапи, интервјуи, патување, презентации, промоции на Сојузот на стопански комори, разговараше или говореше или се повеше само Даниела Арсовска. Значи, уште тогаш покажуваше одредена политичка или јавна егоцентричност и кога на тоа ќе додадете дека таква личност доаѓа на чело на Скопје, тогаш е само прашање на политичка проценка да процените кога таа психолошка подложка дека само таа и никој друг може да биде на чело на одредена институција, кога е во конфликт со исто така суетниот Христијан Мицкоски.
Христо Мицкоски кој се нема реализирано како лидер. Победил на едни избори, има изгубено на 2 или на 3 избори. Има изгубено плюс на избори како генерален секретар на партијата. Така што тој конфликт помеѓу Христо Мицкоски и Денела Арсовска мирисаше во воздух, се чувствуваше во воздух. Тој е резултат не само на политичка, туку на одредена психолошка проценка. И кој јас ви кажував дека ќе се случи раскол во МРОДПМН, дека таа партија ќе се подели на 2 дела, или ќе победи Христо Мицкоски, ќе биде расчистено во наводници проруско крило во партијата, или тоа некое понационалистичко крило предводено од Денела Арсовска ќе го избрка или ќе го истисне или ќе го смени Христо Мицкоски од челната позиција на МРОДПМН. Тоа не беше гледање во графче, тоа беше психолошка и политичка проценка. После 3 или 4 дена од тоа што кажав минатиот четврток, тоа се реализираше на теренот во Република Македонија. Гледате, почитувани гледачи, дали се СДСМ, дали се ВМРО, дали е некоја комбинација, дали е некоја мешавина, пола вода, пола вино, некој шприцар, дали се нивни коалициони партнери, дали е Тито Петковски, сосема е за мене небитно кој е на власт во Република Македонија. Тоа не е ни примарно прашање, тоа не е ни секундарно прашање. За мене е битно траекторијата по која се движи Република Македонија. Изминатите 30-40 дена, изминатите 2 месеци, после оние големи протести поврзани со бугарскиот или со францускиот предлог, повеќе представници на албанското милје во Република Македонија, кои го креират албанското јавно мислење, без разлика дали е тоа Абдулминов Беџети, дали е тоа Мирсел Белјали, го поставија прашањето повторно, од кога веќе почнуваме да преговараме или добивме датум за почеток на преговори со Европската Унија, да го постават прашањето дали се менува кодот на македонското милје, на македонскиот етнос, на македонскиот народ во Република Македонија. И дали можат албанците и македонците да живеат заедно. И тоа се поврзува со оние нестрек низниви на првиот човек на Ману, господинот Коцарев. И небитен Коцарев, знаете, може да му заврши мандатот па да биде сменет, може да има втор мандат, може да стане председател на државата. Суштината е дали навистина се менува кодот на македонците. Дали ние, тоа најавив или го анализирав во претходната емисија, дали ние од одредена држава, која во времето на Јосип Броз Тито беше прозападно, демократски ориентирана, стануваме одредена држава која сака авторитарни лидери и која гледа со едно око кон Москва. Со тенденција, со тек на време не со едно око, туку со две очи, со две нозе да гледа или се движи кон Москва. И тоа е суштината. Знаете ли каде првично можеше да се види конфликтот помеѓу Христо Мицкоски и Денела Арсовска? Векот на оние големи протести по скопските улици, поврзани со францускиот предлог, таа избркува 30 или 40 луѓе, рамковно вработени, мислам дека во Комуналец, предпријатието во Скопје, кај што сега начело е Косева Мазнева Николич. Знаете, на таков начин, кога вие 20, 30 или 40 вработени, ранковно вработени, ќе ги избркате во ек на големи протести, тоа значи дека партијата која ве поддржала на изборите, а во конкретниот случај станува збор за ВМРО-ДПМН, и залепувате одредена стигма на антиалбанска партија. Бидејќи така е завриена атмосферата, сте добиле датум за почеток на преговорите со Европската Унија и вие бркате 30 или 40 вработени, рамковно вработени. И доаѓа до екзалтација на македонското население. Бидејќи 2 или 3 прашања бугарите, албанците и русите ги мотивираат македонците. Прават екзалтација во македонското јавно мислење. Со тој потек Денела Арсовска го направи ВМРО-ДПМН како партија неомилена, непосакуван политички партнер, коалиционен партнер за било која албанска политичка партија. Значи, во исто време, тие се бунат и против францускиот предлог, застануваат на патот на Република Македонија кон Европската Унија, во исто време се караат со албанските политички субјекти. Тогаш веќе беше јасно дека таа тиква мора да пукне, дека тој притисок кој се случува во ВМРО-ДПМН да останат без албански коалиционен партнер и да застанат на патот на Република Македонија кон Европската Унија, дека тоа ниту една партија, вклучително и ВМРО-ДПМН, без разлика на сите идеолошки шашми во таа партија не може да го издржи. Тогаш веќе се насетуваше дека тој конфликт помеѓу Христо Мицкоски и Денела Арсовска е неминовен и мора да се случи, беше само прашање на време кога ќе се случи. Да не речете дека се знам или дека се сум погодил. Има една работа или има едно персонално ниво, персонален однос кој никогаш не сум можел да го дефинирам. Иако на прв поглед големи противници, големи политички непријатели, луѓе кои се конфронтирани на политичката сцена, тоа се Бранко Царенковски и Никола Груевски, што се вели таа нивна нетрпеливост на политичката сцена во јавниот дискурс можеше со нож да се сечи, но и кога ќе загребите малку површината, тој однос е многу комплексен однос, знаете. Бранко Црвенковски
со помош на Никола Груевски 2004 година станува председател на државата. Тоа е основата за конфликтот помеѓу Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски. Тогаш ВМРО се поделила на два дела. ВМРО ДПМН и ВМРО НП или ВМРО Народна партија. Веле дека Христијан Мицковски и целата екипа која доаѓа сега со Христијан Мицковски на чело на ВМРО ДПМН потекнува од ВМРО НП на Лјупчо Георгиевски. Па дури Лјупчо Георгиевски 2017 година пред и по Валандовскиот конгрес го фалеше Христијан Мицковски дека во тој момент тоа е најдобро политичко или лидерско решение за ВМРО ДПМН. И 2006 година Бранко Црвенковски со помош на Тито Петковски одзима 56 или 58.000 гласови од контото на Владо Бучковски и само со 303.000 гласови Никола Груевски на изборите на 5 јули 2006 година, кога е финалето на светското првенство, кога Италија станува светски шампион во фудбал, успева да победи и дојна власт во Република Македонија. Тој начин Бранко Црвенковски му се реваншира на Никола Груевски. И тие односи помеѓу нив двајца траат или се на некој начин хармонични до 2008 година, кога е самитот на НАТО во Букурешт, кога се договарат или не се договарат, се карат или се мират, меѓутоа смирени и договорени заминуваат на самитот на НАТО во Букурешт. Подоцна доаѓа до одредено политичко раздвојување, иако колегата Драган Павлович Латас постојано говореше дека тој однос, таа кохабитација, таа персонална унија помеѓу Бранко Црвенковски како државник, кој ќе се бави со надворешна политика, и Никола Груевски како менаџер, кој ќе се бави со економските прашања во Република Македонија, е најдобрата комбинација која постои за Република Македонија. За наволја на вистината Драган Павлович Латас првично или прв ја најави Даниела Арсовска како капацитет кој нема да се задоволи со градоначалник на градот Скопје, туку дека има капацитет да биде подпредседател на партијата, можеби председател на партијата, премиер или иден председател на државата. И тој конфликт помеѓу Груевски и Црвенковски, кој можеби ескалираше во некои подоснежни фази или години на нивното кохабитирање, во првичната фаза беше однос кој го донесе Груевски на чело на партијата, кој го донесе Груевски на чело на државата или да биде премиер во Република Македонија, а му овозможи на Бранко Црвенковски 2004 година да стане председател на државата. Знаете ли која е врската помеѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски? Та индиректна врска, никош Бранко Црвенковски и Никола Груевски не се сретнувале, не разменувале ставови или не се договарале политички околу одредени прашања, то секоја се правело со посредници. Посредникот на Бранко Црвенковски во воспоставување на таа во наводници тајна коалиција со Никола Груевски беше Наташа Савова. Од една страна Наташа Савова, од страната Никола Груевски Сашо Мјалков и неговиот кум Јордан Орце Камчев. Тоа е структурата кој ги прави врските помеѓу Бранко Црвенковски и помеѓу Никола Груевски. Врз база на таа структура подоцна направени трансферот на Наташа Савова во Стопанска банка Битола, кога станува најблизок соработник на Јордан Орце Камчев. 2004 година Наташа Савова ја одработува таа релација или таа работа или таа операција ВМРО ДПМН во 17 или 18 часот, не еден или 2 часа пред затварање на гласачките места, да ја испрати таа СМС порака до своите членови дека КДФ победува и дека треба масовно да излезат и да гласат на претседателските избори. Бидејќи суштината на претседателските избори не беше дали ќе победи Бранко Црвенковски или дали ќе изгуби Бранко Црвенковски, имаш убедливо водство Бранко Црвенковски уште по првиот круг, тоа беше некаде 60.000 гласа разлика, туку беше прашањето дали ќе има или ќе нема цензус. Цензусот тогаш беше 40% од бројот на запишани во избирачкиот список. Ако немаше цензус, ќе влезевме во политичка криза, Црвенковски немаше да може да се кандидира за председател на државата, бидејќи имаме политичка криза, Црвенковски не е повеќе лидер на СДСМ, ќе се одеше на брзи предвремени избори и уште таа 2004 година Црвенковски ќе беше испратен во политичка пензија. За да се обезбеди цензус, беа неопходни гласовите на ВМРО ДПМН. Стројникот од страната на СДСМ или стројниците кои работа на таа кохабитација Црвенковски и Груевски, за да се обезбеди цензус 2004 година, беше Наташа Савова од едната страна, Сашо Мјалков и Јордан Орце Камчев од другата страна. Гледате, почитувани гледачи, падот на Бранко Црвенковски почна во оној момент кога Наташа Савова ја бетонира позицијата човек број 2 во СДСМ или човек број 2 после Бранко Црвенковски или кој е човек број 1 во врвот на СДСМ или во пирамидата на Бранко Црвенковски. И таа позиција која со текот на годините имала Ленче Софрониевска, подоцна колешката Мирка Велиновска, после елиминацијата на Мирка Велиновска, тоа е 2001-2002 година, кога се зацврстува Наташа Савова во врвот на пирамидата на Бранко Црвенковски, тогаш почнува падот на големиот Бранко Црвенковски. Знаете, Бранко Црвенковски поради неговата суета тешко прифаќа совети од мажи.
И секогаш е потребно во неговото најблиско опкружување да има жена со одредени машки карактеристики, која може да седи со него, да пие виски, да му дава одредени тезии, да го прави дека е нов Гоце Делчев или Кузман Јосифовски Пито. И во моментот кога ги немаше Ленче Софрониевска, Гордана Стошич, која немаше Мирка Велиновска, кога Наташа Савова доаѓа на позицијата човек број 2 на Бранко Црвенковски, тогаш почнува падот на Бранко Црвенковски, бидејќи таа негова политичка малодушност, наместо да биде скриена со одредена еуфорија на Мирка Велиновска, која постојано го туркаше напред, беше заменет со одреден политички песимизам на Наташа Савова. И Наташа Савова, која дојде во кругот на Бранко Црвенковски, со помош на Владо Бучковски, со помош на Софија Куновска и со помош на Нано Ружин, да го тренира или да го учи Бранко Црвенковски да зборува англиски јазик, на крај станува човек број 2 во СДСМ и тој е почетокот на крајот на Бранко Црвенковски. Гледате, почитувани гледачи, по таа некоја неготинско-гевгелиска линија, Наташа Савова е линија на Лазо Мојсов. Лазо Мојсов, кој е поранешен председател на председателството на СФР Југославија, поранешен министар за надворешни работи, човек кој бил представник на поранешна СФР Југославија или амбасадор на поранешна СФР Југославија во Обединетите нации, во периодот кога амбасадор на Америка во Обединетите нации Џорџ Буш постариот и од тамо датира тоа пријателство помеѓу Лазо Мојсов и фамилијата или семејството на Џорџ Буш постариот. Тоа е линијата на Наташа Савова. Бранко Црвенковски секоја сакал да се однесува помалку како американски амбасадор во Република Македонија, никогаш да нема своја структура и секогаш да биде прифатливо решение за неколку мокни структури кои се во неговото најблиско опкружување. Црвенковски беше шеф на изборен штаб на Киро Глигоров, што ке рече линија на Киро Глигоров, преку Лазе Китановски, кој подосна беше прв човек на Агенцијата за разузнавање, крстен е Лазар, по Лазар Колишевски имаше линија до Лазар Колишевски, преку Хари Костов, првиот човек на Комерцијална банка, еден од најблиските соработници на Бранко Црвенковски, имаше линија до Драголюб Ставрев и преку Наташа Савова до Лазар Мојсов. Тоа се 4 или 5 драматично мокни структури во Република Македонија. Наташа Савова е структурата на Лазо Мојсов. Нејзиниот прв братучет Коста Балкан, еден од големите играчи после Данчо Шутурков, кој се бавеа со табако бизнисот во Република Македонија, беше додадена вредност на таа комуникација или на тој однос. Така Наташа Савова ја зацврстува својата позиција во хиерархијата на Бранко Црвенковски. И 2011 година, кога СДСМ беше на пола чекор да победи на изборите, иако тогаш Црвенковски не прифати да биде кандидат за премиер на СДСМ, иако беше лидер на партијата, тоа беше она негова филозофија, дека тој добил се од партијата, дека тој добил се од државата и дека сега негов единствен интерес е да го собори режимот на Никола Груевски, а кандидат на СДСМ на изборите 2011 година беше Радмила Шекеринска, која 2008 година беше смената од позицијата прв човек на СДСМ со ВД лидерот Зоран Заев, за кого застана Бранко Црвенковски. Таа 2011 година, еден месец пред изборите или 2 месеци пред изборите, избива големата афера Надеж, кога одредена словенечка компанија присто прави одредена анализа, која подоцна се преточува во Бела чао, се преточува во отпор и тоа е на некој начин претходницата на шарената револуција која се случи во Република Македонија. 340.000 евра беа платени, голема афера. ВМРО ДПМН се закануваше со одење во затвор и одеднаш се испеглаа работите. Никој повеќе не спомнуваше дури ни во изборната кампања за аферата Надеж, за апсење во наводници на Наташа Савова, кој беше потписник на тој договор како генерален секретар на кабинетот на Бранко Црвенковски, кој беше председател на државата, и СДСМ ги изгуби изборите без ниту еден приговор. Подоцна на конгресот во Битола, тој 2011 година јули, Андреј Петров како генерален секретар на партијата рече дека партијата ги изгуби изборите бидејќи не се борела против политички конкурент, туку против режим во Република Македонија. Меѓутоа аферата Надеж всушност значеше почетокот на крајот на Бранко Црвенковски и врз база на таа афера Надеж и тој процес на политичко заминување на Црвенковски 2013 година, подоцна направен одреден политички инженеринг, кај што Савова завршува во Стопанска банка Битола, кај тамо се акционери и Мија Алков и цела тоа пелистерка групација Јордан Орце Камчев и денес е втор човек по доверба во структурата на Јордан Орце Камчев. Знаете ли кој беше член на надзорните, управните или како да ги наречеме одбори во Стопанска банка Битола? Сегашниот генерален секретар на СДСМ Миле Зечевич, на предлог на пелистерка,
Значи во времето на режимот и во времето на пострежимот, Миле Зечевич, сегашниот втор човек или човекот број 2 во СДСМ, е член на надзорните структури на Стопанска банка Битола. Со обиде Наташа Савова да го инкорпорира Игор Ивановски Шема, мислам дека тој бити беше неуспешен, дека Ивановски не прифати да биде дел на структурата на Јордан Роце Камчев, меѓутоа јавна тајна е дека Наташа Савова секогаш инсистираше Игор Ивановски Шема, поранешен подпредседател, поранешен генерален секретар на СДСМ и прв човек на младината на СДСМ или на СДММ, да биде наследник на Бранко Царенковски. Кога 2008-2009 година Бранко Царенковски одлучува да се врати на чело на СДСМ и да не трча за втор председателски мандат, тоа го одлучува последна средба во Охрид, за која разговаравме тука со Ристо Пенов, кога Муса Џафери и Али Ахмети му кажа директно на Бранко Царенковски дека тие на изборите 2009 година ќе поддржат во вториот круг кандидат на ВМРО-ДПМН, бидејќи се во коалиција со ВМРО-ДПМН, тогаш Бранко Царенковски одлучува да не се кандидира за втор председателски мандат и се врати на чело на СДСМ. Во моментот кога Царенковски се враќа на чело на СДСМ, разочараниот човек во структурата на СДСМ Игор Ивановски Шема, бидејќи тој очекуваше после поразот на Радмила Шекеринска, која доаѓа на чело на СДСМ со помош на Бранко Царенковски и поразот на Владо Бучковски на изборите 2006 година и Конгресот во Македонскиот народен театар, дека со структурите на Царенковски е прашање на техника и на политичка технологија како Ивановски Шема ќе стане лидер на СДСМ. Во моментот кога Царенковски им соопштува дека тој ќе биде и дека се врати на првата позиција или во фотелјата на Бихачки, тогаш најразочараниот член на СДСМ беше Игор Ивановски Шема, кој се гледаше како наследник на Бранко Царенковски и кој беше секогаш поддржуван од Наташа Савова. Докторот Виктор Камнар, Венко Филипче, Игор Ивановски Шема се поврзани во некои кумовски врски. Виктор Камнар беше првиот човек кој беше промовиран од Даниела Арсовска во оно интервју на Сител телевизија, кога таа најави својата независна кандидатура за прв човек на градот Скопје и лиден градоначалник или градоначалничка на градот Скопје. Венко Филипче беше министер за здравство и сега алтер его на Зоран Заев. Тоа е таа структура. А Виктор Камнар, нели како најблизок соработник на Даниела Арсовска, беше вклучен во незината кампања. Имаше едно директно прашање на дебатата на Македонската радио и телевизија, кога кандидатот на ова проруска партија Родина и го постави на Даниела Арсовска, дали е точна информацијата дека братот на Игор Ивановски Шема е шеф на изборниот штаб на Даниела Арсовска. Никогаш не добивме одреден одговор, може би да е точно, може би да не е точно, знаете, тоа е начин на комуникација на Даниела Арсовска, таа никогаш не сака да одговара на одредени непријатни прашања. Меѓутоа уште минатата година, нели ви ги покажав оние фотографии на структури блиски на Даниела Арсовска, Игор Ивановски Шема. Во моментот Игор Ивановски Шема е главен идеолог на СДСМ. Игор Ивановски Шема е човекот кој го носи сегашниот лидер на партијата Димитар Ковачевски Таче и сегашниот или актуелен премиер на Република Македонија на средби со Бранко Царенковски. Тоа е таа линија. Тоа е тоа јадро, тоа е таа кохабитација. Драги Митковски или Драги Книга, тој е подпредседател на Стопанската комора или на Сојузот на Стопански комори, во моментот кога Даниела Арсовска станува прв човек на Сојузот на Стопански комори. Даниела Арсовска и Драги Книга или Драги Тетратка, заедно со Стојо Пендаровски, одат на она официјална посета, значи вклучени се Драган Митковски и Даниела Арсовска во таа официјална делегација или посета на Стојо Пендаровски, која имаше некаде пред 2 или пред 3 години на Загреб, средбата со државниот врв на Република Хрватска. Уште од тогаш се инвестираше во таа линија. Уште од тогаш се инвестираше во овој проект, или како ја нареков момина солза на режимот, Даниела Арсовска, знаете. Минатата година имав одредена политичка анализа и во таа политичка анализа ви споменав дека има 3 или 4 жени. Името на една жена не го кажав и дека во тој шинел ќе се бара или е барано кој ќе биде лидер на ВМРО-ДПМН. Тоа беше Гордана Селјановска, бидејќи тоа беше избор на Никола Груевски, тоа беше Даниела Арсовска и тоа беше Василка Поповска. Тоа беше изненадување или прашалникот кој не ви го открив кој може да биде тој потенцијален лидер или лидерка. Бидејќи очигледно се направи проценка дека Василка Поповска не може да биде лидер на ВМРО-ДПМН, од тој шинел на 4 жени повторно се изведе Даниела Арсовска
И сега е прашање на политичка техника или технологија. Дали Даниела Арсовска ќе стане лидер на ВМРО-ДПМН или ќе направи нов политички субјект, каде што ВМРО-ДПМН, како што ви реков, како тетовско или како ресанско јаболко, ќе се подели на два дела. Четвртото име е Рашела Мизрахи. Значи Гордана Селановска, Рашела Мизрахи, Даниела Арсовска и Василка Поповска. Тоа беа четирите дами, или шпилот на четири дами од каде што требаше Никола Груевски или структурата под контрола на Никола Груевски да избере една личност зад која јавно или тајно ќе застана во тој процес на можна лидерска промена или смена во врвот на ВМРО-ДПМН. Драган Митковски, човекот кој потекнува од Ѓорче Петров, таа линија или таа структурата на Ѓорче Петров, кој го нарекува во наводници книговодителот или сметководителот на Никола Груевски, исклучително близок до Никола Груевски, заедно гледа фудбал, заедно Југококта или Македонија Ѓорче Петров ја правеле мокен клуб во времето на режимот на Никола Груевски, со исклучително добри односи со Југор Ивановски Шема. Може да се видат фотографии, ви ги покажав тие фотографии. И во Воденица, Скопје, може да се видат и Перо Марзенци. Еве да го поздравиме Перо Марзенци, да кажеме дека тоа што сме окажале пред една година, дека таа кафана е центарот каде што се собират српските и грчките разузнавачки служби во Република Македонија, не е точна информација, стануваше збор за сосема некоја друга кафана, меѓутоа во кафаната на Перо Марзенци може да се видат Игор Ивановски Шема и Драган Митковски, може да се видат назимување на Копалник, значи тоа е структура која е функционална, која функционира. Сега Драган Митковски заедно со таткото Ванчо на Даниела Арсовска ги нарекуваат новите Зоран Заев и Вице Заев или новите Сашо и Мелков во градот Скопје. Не може ниту еден бизнис да помине без нивно климнување со глава. И тоа е структурата која може би стоеше за Даниела Арсовска. Не само на изборите за градоначалник на градот Скопје, туку и за политичките разврски кои сега се случуваат во врвот на ВМРО-ДПМН. Драган Митковски беше вклучен или неговото име се стави во фонот на одредена афера. Тоа беше аферата во врска со купувањето на медиумите во мандатот на Никола Груевски. Таму беа повеќе имиња. И братот на актуелниот потпредседател на ВМРО-ДПМН Владо Мисајловски или Кендо Постариот, кој беше главен во структурата на Курир, и Маријан Цветковски од Македонската радиотелевизија, и структурите под контрола на Маријан Цветковски од Македонската радиотелевизија, и одеднаш целата таа аферата беше ставена под маса, беше адаптирана. Знаете, никој веќе не ја спомнува таа афера. Стануваше збор за многу пари, за многу медиуми низ Македонија, медиуми кои се купени тука, медиумите под контрола на Сејат Кочан и така натаму и така натаму. Што ќе рече дека сите овие структури кои се или блиски на Христијан Мицкоски, или сака да го струшат и да го соборат Христијан Мицкоски, имаат барем 2 сантиметри путер на главата, имаат досија или одредени афери, или одредени документи и докази кои се чуваат во некоја фиока, и во секој момент тие документи може да се извадат на маса. Затоа тие луѓе ќе играат така како што ќе им биде кажано. Бидејќи едниот е министер за опозиција, а другиот или другите се борат да дојдат да бидат министри за опозиција. Се дека имате таква клјакава опозиција, која има 2 сантиметри путер на главата, вие секогаш можете таа опозиција да ја ставите во своја функција. Тоа е хендикепот на опозицијата. И затоа на опозицијата и беше дозволено да победи на локалните избори, таа ја освои локалната власт. И тоа требаше да послужи како основа да се види од тие 40 на градоначалници кој може да биде против кандидат на Христијан Мицкоски или има доволно лидерски капацитет да покаже во овие 10-12 месеци да му се спротистави на Христијан Мицкоски. Бидејќи и после победата на локалните избори минатата година ви кажав дека крајот на Христијан Мицкоски се гледа од авион, дека е проценето дека нема капацитет ниту политички, ниту психолошки да биде начело на опозицијата, и тоа сега се случува. Дали ќе се случи сега, дали за една, дали за 2 години, не битно. Христијан Мицкоски е човек за кој веќе во пасе се говори. Дали Даниела Арсовска тоа ќе го ефектура, ќе видиме, ќе ги следиме тие политички потреси или процеси во врвот на ВМРО-ДПМН, меѓутоа сите овие работи ви беа кажани, почитувани гледачи. Маријан Цветковски, прв човек на Македонската радиотелевизија, повеќе од 10-11 години. Знаете, почитувани гледачи, во овие 60 години начело на МРТВ биле такви бардови, Анте Поповски, Матеја Матевски, така натаму и така натаму. И ниту еден не остана на таа позиција толку долго како Маријан Цветковски. Го прави порталот Кирилица, го згаснува порталот Кирилица, и има одредени протести на новинари за одредени неисплатени плати и за тоа веќе никој ништо не говори, па го прави порталот Курир. Значи, тоа е
идеологот на куриризацијата во Република Македонија, го прави тој портал и тоа му е влезница преку Мартин Протојгер кај Никола Груевски, бидејќи во тој раскол помеѓу Љупчо Георгиевски и Никола Груевски, Маријан Цветковски останува страната на Љупчо Георгиевски, со помош на Курир станува генерален директор на Македонската радиотелевизија. Значи, тој е идеологот на куриризацијата во Република Македонија. 5 години СДСМ на власт, влакно од глава не му фали на Маријан Цветковски. Тања Лопарска, која беше портпарол на Бранко Царенковски кога тој председател на државата, е главен пиар стратег на Даниела Арсовска и е во роднински односи со Маријан Цветковски. Владо Мисајловски, кој е подпредседател на ВМРО-ДПМН, чиј брат беше до неодамна главен од позадина во структурата на Курир, која е најмокна структура во опозицијата или во ВМРО-ДПМН на медиумската сцена, тоа е структурата на Маријан Цветковски. До пред некој месец може да се видат секој ден како пијат кафе во близината на хотелот Александар Палас. Значи, таа структура која предводи Владо Мисајловски, за кој рековме дека при евентуален раскол во врвот на ВМРО-ДПМН, ако Никола Груевски се одлучи да се замеша, дека најверојатно ќе биде формирано времено председателство и начело на тоа времено председателство ќе биде Владо Мисајловски, актуелен подпредседател на ВМРО-ДПМН, кој исто така потекнува од општина Ѓорче Петров. Тоа е таа линија со Маријан Цветковски, кон Владо Мисајловски, кон Тимчо Муцунски и кон Васко Нумовски. Тоа е еден од главните играчи, можеби поточно се речи маши, кои треба да одлучат за кадровските разврски во врвот на ВМРО-ДПМН. Следете таа линија ќе ве донесе до целта. И тука во целиот овој шпил е Стефче Екимовски, градоначалникот на општина Карпош, и Косана Мазнева Николич, која до пред неколку години беше прв човек на тоа здружение на жени на ВМРО-ДПМН, значи тоа што е Христијан Мицковски за мажите, Косана Мазнева Николич беше за жените во ВМРО-ДПМН. После изборот на Христијан Мицковски станува негов советник или член на кабинетот на Христијан Мицковски. Ој Перински што е сменет од водовото стана Даниела Арсовска, од каде што почнува формално правно политичкиот конфликт Мицковска и Даниела Арсовска, беше шеф на кабинет на Христијан Мицковски и во тој кабинет советник беше Косана Мазнева Николич. Значи гледате, делови на тој кабинет подоцна беа ставени на одредени функции, а делови на тој кабинет му свртеа грб или се во политички конфликт со Христијан Мицковски. И Оливер Андонов, кој сега најгласен во таа критика на Христијан Мицковски, има денес една колумна, ќе се обидеме да ја пренесеме на порталот во Центар, интересна колумна која има напишано Оливер Андонов, кој беше еден ден министер за внатрешни работи, тоа се сега луѓе кои се во конфликт со Христијан Мицковски. Стефче Екимовски, после Игор Ивановски шема, беше секогаш протежиран од Наташа Савова. Со помош на Наташа Савова тој е кооптиран во врвот на СДСМ, член на извршниот одбор на СДСМ, и најавен како потенцијален генерален секретар на партијата. Структури на Наташа Савова секогаш го воделе пиерот на општина Карпош, која Стефче Екимовски бил начело на општина Карпош. И гледате, тоа е структурата сега на Даниела Арсовска. До пред 2 или 3 месеци Даниела Арсовска и Стефче Екимовски си разменува отровни срелички на јавна или на отворена сцена, некој ги седне и ги издружи, некој ги направи пријатели. Тоа може да го направи или оној што е во Будимпешта Никола Груевски, или Бранко Царенковски со помош на Наташа Савова, односно структурата на Јордан Орце Камче. Знаете, кога вие гледате структурата која прави ЦИА или која прави Американската амбасада, и таму има на еден хамер на цртона линија кон кого се движи, кој со кого е близок, интересно е дека структурата на Бранко Царенковски, структурата на Јордан Камчев и структурата на Сашо Мјалков се води како една единствена структура која кохабитира помеѓу себе и која ги влече конците во Република Македонија. Само едно мало објаснение, почитани гледачи, бидејќи мислам дека е многу битно. Не само во политичка анализа, туку во сите анализи кои може да ги читате деновиве по овие медиуми во Република Македонија, портали, на социјалните мрежи, така натаму и така натаму. Повторно се вади ова афера со украдениот кокаин од депото на Министерството за внатрешни работи, дека наводно тој кокаин завршил кај Петри Тама и подоцна е продаден на црниот пазар. Тука во емисијата со Павле Трајанов, кој беше министер за внатрешни работи во тој период, а претходно нели беше подсекретар за јавна безбедност, го отворивме прашањето што стана со тој украден кокаин и дали е точно дека таткото на Даниела Арсовска, градоначалничката на град Скопје, е вклучен во таа афера. Тогаш Павле Трајанов кажа дека тоа нема врска и подоцна моите анализи покажаа дека таткото на Даниела Арсовска, Ванчо, никогаш не бил во НТШ или тој огранок или тој дел или одсек
на Министерството за внатрешни работи за борба против недозволена трговија и шверц, туку е во делот на организиран криминал за крвни деликти, што ќе рече дека сите овие спинови кои сега ги читате преку ова завиша филм групација, дека таткото на Даниел Арсовска е вклучен во крадењето на кокаинот од депото на Министерството за внатрешни работи и продажбата на кокаинот, и така е направен првиот милион за кој не се прашува, нели? Тоа е некоја флоскула која се користи како е направен првиот милион, бидејќи за првиот милион ако не прашате, подоцна е лесно да направите 10 или 15 или 20 милиона. Таткото на Арсовска никош не се бавел со дрога, никош не се бавел со недозволена трговија, никош не бил во тој ресор во Министерството за внатрешни работи во мандатот кога Бранко Цренковски е премиер на Република Македонија, туку бил задолжен за крвни деликти. Полека влегуваме во третата или последната третина на нашата вечерашна политичка анализа. Рековме ќе трае некаде 45 до 50 минути. Се надевам дека овој пат ќе успеам тоа што ви го ветев и да го исполнам, не да ви речам 45 минути да трае 2 сати политичката анализа. Димитар Ковачевски Таче, сегашниот прв човек на СДСМ и актуелен македонски премиер, со помош на Игор Ивановски Шима, тој ја кажа пред 10 минути, и со помош на Наташа Савова, доаѓа на тие средби со Бранко Цренковски. Никош Бранко Цренковски и Димитар Ковачевски Таче немале некоја политичка близина, не само поради разликата во години која не е така голема, туку Димитар Ковачевски Таче во тој временски период не беше некоја битна политичка фигура во рамки на структурите на СДСМ. Сосема е различен односот на таткото на Димитар Ковачевски Таче, кој беше градоначалник на Команово во мандат од 2000 до 2005 година, што ќе рече кога Бранко Цренковски е прв човек на СДСМ, и му се погодува да биде градоначалник на Команово во еден турбулентен период. Војниот конфликт 2001 година, ете таму е оној Липковски регион, а Команово има некој мешан состав на македонци, на срби и на албанци, и успешно го менаџира таткото на Димитар Ковачевски Таче целиот тој процес во конфликтен и постконфликтен период во Кумановскиот регион. Во неговиот мандат Лоренс Батлер, кој беше амбасадор на Америка во Република Македонија, станал почесен граѓанин на Куманово. Лоренс Батлер, пријателот на Хари Костов, тоа е некоја врска помеѓу Хари Костов, таткото на Димитар Ковачевски Таче. Три структури се битни надвор од СДСМ, кои го креират мислењето или имат битно влијание врз носењето на одлуките на македонскиот премиер. Едниот е Игор Ивановски Шима, идеологот на СДСМ, вториот е Бранко Азевски, првиот човек на Стопанската комора во Република Македонија, и третиот човек е Живко Мукетов, или првиот човек на најмокната компанија во Република Македонија, тој е Скопски алкалоид. Игор Ивановски Шима ви го објаснивме во изминатите 10 или 15 минути. Бранко Азевски е исклучително интересна личност, потекнува од Охрид, од одредено удбашко милје, блиски роднини, пријатели. Бранко Азевски биле блиски соработници на Лазар Кулишевски, е последен председател на југословенската младина. Мило Џуканов и целата таа структура биле дел на раководството на Бранко Азевски. Ако Стипе Месич може да се пофали како последен председател на председателството на СФР Југославија или човекот кој го има удрено глоговиот колец во сандакот на СФР Југославија, Бранко Азевски беше председател на председателството на младината на поранешна СФР Југославија, или таа функција која имаше пред него Васил Топурковски. Станал збор за една исклучително умешна, вична, итра политичка структура и политичка фигура, и тоа има битно влијание врз одлуките или врз одлучувањето на Димитар Ковачевски Таче. Имаше битно влијание и врз одлучувањето на Бранко Црвенковски. 2010-2011 година во весникот Вес излегу одреден напис кој поприлично го растревожи Бранко Цренковски, каде беше пратена порака. И постојано Бранко Цренковски нели се прашуваше кој може да стои за таа порака која му беше испратена. На крај испадна или се покаже дека токму Бранко Азевски како представник на бизнис лобито на мокната Стопанска комора, кај што се штели онако, кај што е Хари Костов, кај Живко Мукетов, кај што Илија Илиовски му испратија пораката преку весникот Вес на Бранко Цренковски, дека за победата на СДСМ да биде посигурна на изборите 2011 година, многу е подобро Бранко Цренковски да не се кандидира за еден македонски премиер и на таа функција да ја номинира, или како кандидат за таа функција да ја номинира Радмила Шекеринска. Значи пораката која му беше пратена на Бранко Цренковски дека нема повеќе да биде премиер и дека е време полека политички да се пензионира, беше испратена од Бранко Азевски. Исто тој Бранко Азевски, кој сега има одлични релации со македонскиот премиер Димитар Ковачевски, кој е представник на бизнис лобито во Република Македонија. Тоа порано што се нарекуваше мокна македонска десетка, таа не постои, но постои бизнис лоби кој има битно влијание врз политичките процеси во Република Македонија. Тоа е Бранко Азевски, првиот човек на Стопанската комора на Република Македонија. И вториот човек
кој има битно влијание, значи вториот човек во тој трилинг Ивор Ивановски, Шема, Бранко Азевски, третиот е Живко Мокетов. Или првиот човек на најмокната компанија во Република Македонија, Скопски алкоолит. Иако нели се промовира во македонската јавност како проамерикански, по-британски човек, дека има добри релации во Вашингтон, дека има одлични релации со одредени секретари и секретарки во британскиот парламент, во британската влада или во британското министерство за надворешни работи, преку Трајче Мукетов, кој беше долгогодишен прв човек на Скопски алкоолит, стана збор за една класична структура, блиска на српскиот и блиска на рускиот свет. Трајче Мукетов е единствен бизнисмен тајкун во Република Македонија, кој успеа од Русија у Москва со помош на Вук Хамович. Нели ви го спомнував минатата или предминатата емисија, Воин Лазаревич и Вук Хамович, синот на генералот Раде Хамович, со помош на Вук Хамович и неговите врски во Москва и во Русија, Трајче Мукетов преку Стопанска банка, Скопје не Стопанска банка, Битула, е единствен македонски олигарх или тајкун кој успева заробените девизи или заробените средства да се ги наплати во Руската Федерација. Кога Милан Панич, кој е поранешен премиер на Сојузна Република Југославија во мандат на Слободан Милошевиќ, сака да го купи Скопски алкоолит со помош на ICN Галеника, кога се расклатува позицијата на Трајче Мукетов, со помош на лоби структурите во Белград, му е соопштено или му е кажано на Милан Панич да се откаже од таа операција, ако нели формираш одредена компанија ICN Македонија тука со помош на Јорга Ќука и на Скопски Охис. Кога е оној напад врз фамилијата Мукетов во мандатот на Доста Димовска, ставена бомба еден ден пред свадбата на неговиот син, и исто така со помош на структури на Белград, блиски до Доста Димовска, беше заташкана целата таа афера и беше направен одреден пак кој Доста Димовска го почитуваше до крајот на нејзиниот живот. Има информација за најмалку 3 или 4 средби на Лазар Лазе Китановски и на Доста Димовска, шифра поет, средноводно. На паркингот кај Средноводно, каде што Доста Димовска, кога е министер за внатрешни работи, на Лазар Китановски му дава одредени документи. Изнесува од колата, излегува, се сретнува, тоа трае половина час, 60 минути, и Доста Димовска подоцна се враќа со нејзиниот шофер и носи дома кај што живее во Капиштец, во Скопската населба Капиштец. Доста Димовска тогаш е втор човек на ВМРО ДПМН, подоцна станува прв човек на Агенцијата за разузнавање. Лазар Китановски, пред крајот на неговиот живот, исто така е прв човек на Агенцијата за разузнавање и поранешен министер за одбрана. Таткото на Лазар Китановски најблизок соработник, што ви кажав на почетокот на анализата, на Лазар Колишевски. Тоа е она структура Лазар Колишевски, Лазар Мојсов, Киро Глигоров, кој Бранко Царенковски како американски амбасадор сака да има разиграно тука во Република Македонија. Лазар Мојсов, нели тоа е линијата на Наташа Савова, потекнува од службата на Министерството за надворешни работи. И кога вие правите одредено рангирање, УДБА, КОС, службата или тајната служба на Министерството за надворешни работи е топ левел. Тоа е кремот на сите служби во структурата на Титова Југославија. Будимир Лончар потекнува од таа структура, подосна министер за надворешни работи, во времето на Стипе Месич, негов советник, кој е една од маркантните фигури на Титова Југославија, е репрезент, представник на таа сојузна служба или службата на Министерството за надворешни работи, таму потекнува Лазар Мојсов. И тоа се структурите околу Бранко Цренковски, и тие структури сега имаат битно влијание и битни рефлексии на политичките разврски во Република Македонија. И беше многу битно да го објасна мој триаголник Бранко Азевски, Живко Мукетов, Игор Ивановски, Шема, бидејќи тоа е структура која има битно влијание врз Димитар Ковачевски Таче, и се сомневам дека под нивна сугестија, може би му е речено, му е шепнато, може би е убеден да ја откаже таа официјална посета на Киев и на Унгарија, Украина и средбата со Зеленски. Мислам, тоа го кажам 2 или 3 емисии, мислам дека е многу битно, беше многу битно или Пендаровски или Димитар Ковачевски да одат во официјална посета на Украина. На тој начин ми покажувате дека сте на таа страна. Неодењето тamo покажува дека постои страв и кај Христијан Ницкоски постои страв и кај Димитар Ковачевски да се соочат со тоа влијание на рублја патриотите или тоа руско влијание во Република Македонија. Вие не треба да се плашите од тоа руско влијание, бидејќи ако тоа руско влијание не го исчистите, не се справите, гледате сега какви се соопштенијата на Стейт департментот, те информира дека повеќе од 500 милиони долари средства Москва и официјална Русија имате инвестирано во политички субјекти широм светот. Отворена е афера во Албанија, 500.000 евра се инвестирани во Демократската партија на Сали Бериша. Затоа Еди Рама 3 пати победува на избори, а овие од СДСМ 5 години клякаво ја држат власта во Република Македонија, бидејќи Сали Бериша е ставен на црната листа
на Соединетите Американски држави. Неговата партија, Демократска партија, е фатена како добила 500.000 евра донации од Руската Федерација. Првиот човек на државата или екс-председателот на државата Илир Мета беше сменет од таа функција поради проруски врски, поради проорбан врски. Тоа е таа релација Илир Мета, Чавушоглу, министерот за надворешни работи во Турција, и Виктор Орбан. Александар Николовски дел на тој триаголник, вториот човек на ВМРО ДПМН, со помош на Илир Кули, еден од советниците на Илир Мета, ги има воспоставено тие релации на ВМРО ДПМН и таа структура во Албанија, кои се во еден голем дел финансирани со рубли, во еден дел се финансирани со турски лири, во еден дел се финансирани со унгарски форинти. И затоа Еди Рама, знаете, останува на власт бидејќи не се плаши, за разлика од овие наши политичари, лидерот на власта или лидерот на опозиција, да се соочат со руското влијание во Македонија. Тој расчистува со руското влијание. Расчистува со рубли патриоти, затоа ќе остане четврти мандат на власт во Република Албанија. Затоа и седиштето на Сорос, бидејќи сега ќе следува еден процес на реорганизација, рекомпонирање на Сорос на Балканскиот полуостров, седиштето на тој реформиран или реорганизиран Сорос ќе биде во Тирана, главниот град на Република Албанија. Гледате, почитувани гледачи, јас не можам да разберам ВМРО ДПМН. 2005-2006 година, пред доаѓање на власт на Никола Груевски, тој ја ребрендира партијата и на местото на црвената боја одбира портокаловата боја, што асоцираше на портокаловата револуција во Украина, која според мене е увертирата, претходницата на се ова што се случува сега во Украина. И на крајот Никола Груевски завршува во еден чист путинизам, бидејќи 1 или 2 години после неговото доаѓање на власт во Република Македонија, велат дека неговите најблиски политички советници, можеби Саркањац, можеби Ѓорги Иванов, ги има задолжено да го проучат моделот на владење на Владимир Путин. Дали биле во Москва, дали тоа го правеле од Македонија, не знам. И тоа, знаете, после 2008 година Никола Груевски почнува да се однесува како некоја мала балканска копија на Владимир Путин. За волја на вистината, сопругата на еден од овие советници беше член на Советот на Македонската радиотелевизија, кој требаше да крени два прста или да гласа за нов мандат на Маријан Цветковски, идеологот на куриризацијата. Гледате како се поврзани сите овие работи. И Косана Мазнева Николич исто така е член на Советот на Македонската радиотелевизија, која гласаше за втор или трет мандат на Маријан Цветковски. Ова структура сега ќе учествува во политичките разврски во врвот на ВМРО ДПМН. Димитар Ковачевски и Христијан Мицковски. Што би сакал Димитар Ковачевски? Гледате, Димитар Ковачевски покажа одредена политичка вештина. Таква политичка вештина која не можете да ја видите кај Христијан Мицковски. Ако на почетокот на годината Димитар Ковачевски беше прежален, веќе на 15 септември постојат изгледни шанса врзаза на тоа што се случува сега во врвот на ВМРО ДПМН, Димитар Ковачевски како фаворит да ќе дочека следните предвремени или редовни парламентарни избори во Република Македонија. И тоа, знаете, таа релација помеѓу Димитар Ковачевски и Зоран Заев веројатно ќе треба да се менува со текот на времето. Како проаѓа времето? Како Димитар Ковачевски го троши својот премиерски мандат на Илинденска безброј или на Бихачка, така се зголемува неговата самодоверба. Така се зголемува неговата суета, знаете. Полека почнува да ги фаќа конците во своји раце. И ако Христијан Мицковски мора постојано да оди да баци рака во Будимпешта, или како велев дека постојат два играчи во изминатите 60 или 70 години кои имале најголема мог во Република Македонија, тоа бил Лазар Кулишевски, тоа се Никола Груевски, и Кулишевски со климање на водно, а Груевски со климање во Будимпешта давале согласност или не давале согласност одредени политички процеси. Зоран Заев сега смета дека со климање на главата на Халкидики може да дава или да не дава согласност за одредени политички или кадровски разврски во Република Македонија. Таа релација Ковачевски и Зоран Заев се уште е добра, се уште е функционална. Има одредена информација дека и Ковачевски во текот на летниот одмор бил неколку дена на средба со Зоран Заев, на дружење или на одмор кај Зоран Заев на Халкидики. Нека проверат колегите, нека видат можеби е точно, можеби не е точно. Меѓутоа Димитар Ковачевски покажа многу поголема политичка итрина во споредба со Христијан Мицковски. И како што сега стојат работите, Димитар Ковачевски има огромни шанси да може да се протни како низ иглени уши во тие 3-4 структури, Бранко Цренковски, Зоран Заев, Стео Пендаровски, да најде начин како да остане на чело на СДСМ и како да остане на чело на македонската влада, во исто време да ги решава клучните проблеми во Република Македонија,
почна преговорите со Европска унија, решен е црковниот проблем во негов мандат, ако е реши енергетската криза, тогаш со полно право ќе мора да бара или ќе може да бара уште еден 4-годишен мандат од македонските граѓани. Меѓутоа, односите на Ковачевски и Мицковски никогаш не биле така добри како што се односите на Зоран Заев и Христијан Мицковски. Бидејќи главен политички сојузник на Христијан Мицковски бил Зоран Заев. Секогаш Зоран Заев му фрлал гума за спасување на Христијан Мицковски. И ова гума за спасување која сега Тала Џафери му е фрла на Христијан Мицковски, бидејќи Христијан Мицковски, знаете, со брзина од 200 км на сат ке се учукаше во некој зид кој станува збор за референдумот. Референдумот ке беше неуспешен, ке ги затвореше сите врати во однос на меѓународната заедница. Ова што сега не се дозволило референдум во Република Македонија, фрлање гума за спасување на Христијан Мицковски. Зоран Заев ке инсистира Христијан Мицковски да остане на чело на ВМРО-ДПМН. Ке му помага на Христијан Мицковски да остане на чело на ВМРО-ДПМН, бидејќи Христијан Мицковски ке мора да му врати на Зоран Заев да стане председател на Република Македонија на изборите 2024 година. Ми се чини дека Димитар Ковачевски Таче нема такви симпатии кон Христијан Мицковски, нема многу да се меша во помагање на Христијан Мицковски, многу повеќе на Димитар Ковачевски Таче ќе му одговара Даниела Арсовска да дојде на чело на ВМРО-ДПМН или структурите на македонската опозиција да се поделат на 2 или на 3 дела, од една страна Христијан Мицковски, од друга страна Даниела Арсовска, од трета страна Димитар Пасиев, и така раскараната опозиција нема да може да му парира на Димитар Ковачевски Таче на изборите 2023 или 2024 година. Всушност на Ковачевски раскол од врвот на ВМРО-ДПМН му одговара за да не се случи нов Тито Петковски. Ако со помош на Тито Петковски 2005-2006 година Бранко Царенковски го испрати во политичка пензија Владо Бучковски, сега Димитар Ковачевски Таче со расколот кој се случува во врвот на ВМРО-ДПМН помеѓу Мицковски и Даниела Арсовска предварително превенира да не му се направи слична разврска од страна на Бранко Црвенковски во врвот на СДСМ. И како ви кажав, знаете, Бранко Црвенковски функционира како секој електро или машински инженер по одредена траекторија и тешко го менува патот. И кога вие ќе му ја проучите таа политичка траекторија, тогаш лесно можете да ги процените политичките потези или политичкото делување на Бранко Црвенковски. Ќе биде битно да видиме како ќе се однесува Стево Пендаровски. Дали Стево Пендаровски ќе застане на страната на Мицковски или ќе застане на страната на Даниела Арсовска. Бидејќи Даниела Арсовска заедно со Драган Митковски или Драги Книга, во наводници книговодителот на Никола Груевски, кон кого тога се водеше одредена истрага поврзана со парите или медиумите кои биле купувани во мандатот на Никола Груевски, беа вклучени во официјалната делегација на Стево Пендаровски при неговата официјална посета на Република Хрватска и средбата со Зоран Милановиќ. Ќе биде битно и ќе биде многу интересно како ќе се позиционира Стево Пендаровски, бидејќи Стево Пендаровски со помош на Бранко Црвенковски сака нов председателски мандат. Структурите на Стево Пендаровски може би индиректно учествувале во поразот на СДСМ на локалните избори. Неговиот најблизок соработник, првиот човек на Агенцијата за разузнавање, Еролд Муслиу, јавна тајна е дека сопругата на Еролд Муслиу требаше да биде на првите 2 или 3 добитни места кои ги предводеше Јана Белчева на изборите во општина Центар. И со помош на таа советничка група беше доведено во знак прашање гласањето на изборите во општина Центар, кај што победил кандидатот на СДСМ. Јана Белчева е старосватица со Радмила Шекеринска. Таткото на Јана Белчева, поранешен вработен во Генекс, подоцна во Министерството за надворешни работи во периодот на санкции кон тогашна СР Југославија. Гледате, тоа се децата на комунизмот, што би рекол Миломир Малич, почитувани гледачи. Сопругата на Еролд Муслиу, значи кој е прв човек на Агенцијата за разузнавање, јавна тајна е дека требаше да биде дел на таа независна листа предводена од Јана Белчева, која се спротистави на СДСМ на изборите во општина Центар, кој беа во конфликт со Саша Богдановиќ, дали поради тоа што е србин, дали поради тоа што гради, дали поради тоа што не гради, без разлика на мотивите, кои работеа против втора номинација или втор градоначалнички мандат на Саша Богдановиќ. И тоа е структурата на Стево Пендаровски. Знаете, со Стево Пендаровски ќе се обиди исто така да ја обезбеди својата позиција. Главен конкурент му е Зоран Заев. Стево Пендаровски е фокусиран на втор мандат 2024 година и таа епска битка во СДСМ ќе биде помеѓу Стево Пендаровски, затедниот ќе стои Бранко Црвенковски и втората ќе биде структурата на Зоран Заев, ќе видиме Димитар Ковачевски дали ќе остане до крај лојален на Зоран Заев или ќе проба да биде политички прагматичен
во моментот да балансира помеѓу Цренковски и помеѓу Зоран Заев. Во моментот се повеќе ми се чини дека Димитар Ковачевски и Зоран Заев се во многу подобри односи отколку што се Димитар Ковачевски и Бранко Цренковски. Многу информации, почитувани гледачи. Горе-доле тука некаде е крајот на нашата вечерашна политичка анализа, нели? Останува прашањето зошто Јордан Камчев, зошто Сашо Мјалков, зошто Наташа Савова би се бореле за Даниела Арсовска, бидејќи знаете структурата која до пред половина година работеше или го помагаше Христијан Мицковски да дојде на власт во Република Македонија, му помагаше на Христијан Мицковски да го сруши специјалното јавно обвинителство, да предизвика политичка криза и во преговорите со Бугарија, со пописот во Република Македонија, за да се смени власта во Република Македонија. Тој е Мијалков, тој е Јордан Камчев, тој е Никола Груевски. Одеднаш се подели на два дела. Едните сега застанаа зад структурата на Даниела Арсовска, другите останаат за структурата на Христијан Мицковски, меѓутоа тоа е тој епски конфликт кој се случува сега во врвот на ВМРО-ДПМН. Тоа нема да биде конфликт од типот на Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски, бидејќи во овој конфликт, гледате, клучно е каде ќе заврши црниот петко, односно каде ќе заврши криминалот или приказната за криминалот во врвот на ВМРО-ДПМН. И главниот удар кон Христијан Мицковски, дека првиот човек на Скопски водовод, а тоа е предпријатието со многу пари. Гледате, конфликтот помеѓу Трифун Костовски и Никола Груевски се случува околу Скопски водовод. Тамо тогаш на чело на тоа предпријатие Милија Накески, кој подоцна станал министар за транспорт и врски, преку покојниот Пешев и на Агенција Република се испумпа одредени пари. Тие пари се користеа во политичката кампања или во градењето на ликот и делото на Никола Груевски. И сега тамо почна конфликтот помеѓу Христијан Мицковски и помеѓу Даниела Арсовска. Пирински е начело на тоа предпријатие или беше начело на тоа предпријатие и беше сменет од Даниела Арсовска. Тој конфликтот се подели групата. Зошто? Бидејќи нема веќе Вилма Русковска, знаете. Вие немате со кого да се пазарите, да платите 5 или 25 милиони евра, да служите 1 или 2 или 3 или 5 години само со преспивање во Струшкиот или во Охридскиот затвор, ќе дојде некоја нова Вилма Русковска. Оваа структура не е сигурна дали овој Христијан Мицковски се уште функционален, да може да се испазари, да може да им обезбеди нов договор со некоја Вилма Русковска, и се играат на две карти. Едната карта е Даниела Арсовска, многу повеќе се инвестира во таа карта. Гледате дека целата таа структура која го крепеше, го финансираше, го јакнеше, го држуваше во живот Христијан Мицковски, сега застана за Даниела Арсовска. И тоа е конфликтот кој ќе се случува во македонската опозиција. Знаете, тешко вие можете да ја победите Даниела Арсовска. Може лесно да се случи да се влезе во некој тетовско сценарио. Таму е Билал Касами, кој е полош градоначалник од Даниела Арсовска. Меѓутоа, знаете, ако остане градоначалник Даниела Арсовска, а вие имате нови избори за советници во градот Скопје, тогаш кој би гласал за советници кои ќе го обструираат работењето на градоначалникот на градот? Тетовчани гласа за партијата на Билал Касами, ако сите анкети покажува убедлива победа на партијата Дуи кој имаше многу логистика, многу пари, кој го имаше решено македонско-бугарскиот спор и ги отпочна преговорите со Европската унија, беше поразена на изборите во Тетово. Ако се оди на некои избори во Скопје, и ако Даниела Арсовска, бидејќи нема политичка партија која сега стои зад неа, излезе со одредена листа, има многу добри шанси, ако не да го повтори, да има сличен резултат на Билал Касами во општина Тетово. И ако Даниела Арсовска, да не се лажиме, ќе пука на фотелјата на Христијан Мицковски да биде нов лидер, жена да биде на чело на ВМРО-ДПМН. Реков 45, 57, 58 минути, политичка анализа, многу работи кажавме, почитувани гледачи. Веројатно ќе треба 2 или 3 пати да гледате оваа емисија за да можете сите овие пикантности, работи, врски, комбинации, односи на политичари, на политички структури во Република Македонија да ја погледнете, за да може нели да ги сватите сите тие процеси, сите тие работи, бидејќи ова што јас го кажувам, ова е резултат на некоја моја 25 годишна новинарска или 30 годишна новинарска кариера, на психолошка, на политичка проценка, на информации, на анализа, синтеза и сите тоа преджвакано и презентирано тука пред вас. Ако ви се допадна ова политичка анализа, ако ви се допадна ова емисија, ново дружење недела во 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.